Јас на линија имам Тања Милевска, која што ја замолив утринава да се чуеме од Брисел. Бидејќи Тања, добро утро. Ние влегуваме во една веќе тоа отворена дипломатска војна со Бугарија, која што ќе заврши без ние ќе бидеме губитници. Секако не знам дали бугарите ќе бидат добитници, мислам дека ќе нема добитници и сега е веќе јасно дека таа работа е пропадната. Истовремено гледам дека претседателот Макрон најавува балкански самит на 26 јуни и така натаму и се велам што бараме ние на тој самит. Можеби ја не знам за други балкански држави, но може да му се заблагодариме на Макрон и да му кажеме добре, претседателе, убаво, одржете се вие таму, бидејќи тој ден ќе биде и самитот европски, јунскиот и така натаму. Сакам да кажам, Тања, те контекстуализирам со прашањево, значи еден Макрон не може да реши еден релативно минорен спор во рамки на некаква стратегија, во рамки на некаква крупна политика на Европската унија, кога се Бугарија и Македонија во прашање, а се амбицираат да модат на Путин и на таа 15-метарска, 10-метарска, колку метарска маса е, да разговараат за сопирање војни и така натаму. Една тотална, како да кажам, импотенција политичка која што е неверојатна. Имам ли право кога вака, да кажам, прилично депресивно ја оценувам состојбата во Брисел, па и овие другија главни градови. Во тоа спаѓа се разбира и Германија и така натаму. Не можат со Радев да се разбират. Па што остана за овдека Антониевич го спомна Медведев и ова, како да кажам, сибирска мечка од Путин, па тој само да им се накашла, веројатно овие ќе настинат. Што се случува, Тања, во Брисел? Добро, ја разбирам гневот и депресијата, не знам точно што е. Види, прво... Се обидувам да бидам саркастичен. Таа е најавена од самиот почеток на француското претседателство, кога уште имаше многу надеж дека работите ќе мрднат, војната уште не беше почната во Украина. Само се чекаше да се одреди датумот, требаше во мај да се одржи, но очигледно темпира тука Макрон со изборите, бидејќи вториот круг му е на 19 јуни, па ја закажа конференцијата на 23 јуни, кога започнува и ЕУ самитот. Ова е ветување на неговото претседателство и кое што мора да го исполни и ете конечно го закажа датумот, ќе се одржи на 23 јуни. Не верувам ни јас дека тоа ќе донесе никакви големи промени, бидејќи се одржува на истиот ден со самитот. Бугарија јасно стави на знаење дека не планира да мрдне. И сега околу прашањето зашто и како тоа Франција или ЕУ не можат да се справат со Бугарија и со Радев. Прво, мислам дека има два фактора. Едниот е дека Бугарија е клучна во војната со руската инвазија врз Украина од енергетска смисла и е постратешка и поважна за Европската унија од Македонија, за жал. А втора работа е што едноставно, за разлика од спорот со Грција, ова е спор кој што западњаците генерално не го разбираат, кој што им се чини, мислам, тотално абстрактен, онака византиски, балкански. Знаеш, јас го знаеш тој однос на западњаците. Тања, само да те ако ми дозволиш само... Едноставно не го разбираат, а нашата дипломатија, мислам дека можеше многу повеќе да направи за да го објасни. Па ја не верувам дека можеше многу повеќе, таа е таква каква што е и ние. Ова го сведочиме многу пати претходно, неколку пати претходно и во спорот со Грција. Има една ситуација во која што, бидејќи абсурден е спорот, се разбира од некаква европска перспектива, ова ти што ја говорише така натаму, кога сите прават притисок по Софија и така натаму, но сега веќе поминавме во фаза која викат па добро и двете страни треба да се прилагат, да најдат заеднички јазик. И во принцип сега притисокот се сели во Скопје да признаеме дека сме бугари, да коригираме историјата и да се постелеме пред портите на престолнината бивша царска бугарска. Поминавме ли веќе во таа фаза кога сега само притисокот е врз нас? Не би рекла дека е само притисокот врз Скопје, бидејќи фактот што Европската комисија и Борел за прв пат дадоа рок дека мора преговорите да започнат во јуни, е всушност
повеќе и оди во прилог на Македонија отколку на Бугарија. Мислам дека Бугарија има многу повеќе интерес да се одолговлекува овој проблем. Малце така беше и со Грција. Грција имаше повеќе интерес да се одолговлекува проблемот отколку ние што имавме, така што мислам дека ова е максимумот што Европската комисија со нејзините бирократски ограничувања може да го направи и е прилично храбро во тие рамки на Европската комисија. А што воопшто значи тој рок? Меѓутоа немаме повторно комисијата ја нема таа моќ да ја направи. Добро, да се преселиме на ова друго прашање, Тања, ако ми дозволиш, кое што се разбира од континентална па и глобална важност. Каква е ситуацијата во Брисел околу членството, барањето за членство на Финска и на Шведска во НАТО, бидејќи гледаме дека јас и Дејан неколку пати веќе така малку саркастично го коментираме хрватскиот председател, бидејќи гледам дека и во Хрватска главно во тој тон се коментираат неговите ставови, но поддршката во јавноста тој си одржува на домашен план. Меѓутоа, ова со Турција е навистина компликација, бидејќи Турција достави 10 барања, таму очигледно дека топло-ладно се игра. Ердоган е тој кој што треба да инсистира на тврда политика, тоа има, се разбери, внатрешно политички контексти, но како сето тоа се прима во Брисел? Ќе станат ли Шведска и Финска навистина членки на НАТО? Очигледно дека е на добар пат работата од Турција и Хрватска, и двете земји го користат ова за да добијат некакви придобивки за себе. За Турција знаеме дека е прашањето со курдите. Слушав Преска Милановиќ, всушност изјавата што ја даде вчера беше дека ќе го блокира членството на Финска и Шведска додека не се смени изборниот законник во Босна, затоа што тој смета дека хрватската заедница во Босна е под закана од уништување. Така што он го користи ова за свој домашни пресметки, за да добие нешто од Европската унија во рамките на разговорите околу Босна и Херцеговина, која нели треба да одржи избори на крајот на годината, а и треба да го реформира изборниот закон. Така што тука е една типична домашни интереси користи Милановиќ. Не верувам дека Турција и Хрватска ќе отидат до таму да го блокираат, може да го одолговлекуваат нели за да добијат нешто за себе, но генерално расположението е дека сите земји членки без исклучок целосно го поддржуваат членството на Финска и Шведска и дека гарантираат, нели Европската унија гарантира дека постои член во нејзините повелби доколку дојде до било каков напад и Европската унија има можност да пружа солидарна колективна помош доколку Финска и Шведска ја побараат. Така што тој транзицијски пат е обезбеден за овие две земји ако дојде до руски напад. Тања, за крај да те прашам, бидејќи со месеци се, како да кажем, имаше еден израз во Скопје, се викаше се цинцулира, се уточнува, се договара новата енергетска политика на Европската унија заради ова што се случува во Украина, гасот, нафтата и така натаму, и очигледно е дека се оди кон една унисона позиција која е многу тешко да се менаџира, бидејќи ова зима ќе биде тешка, во смисла особено на гасот, за нафтата изгледа дека работите повеќе или помалку ќе се досредуваат. Тоа ли е едно од главните преокупации на Европски Брисел сега или тоа е нешто што можеби не е во центарот на нивното внимание? Не, апсолутно е во центарот на вниманието. Вчера беше презентиран предлогот, ќе бидат обезбедени грантови, заемни и субвенции во износ на 210 милиарди евра, мислам, за да се обезбеди таа енергетска транзиција и осамостојување од рускиот газ, префрлање на други извори на газ, меѓутоа тоа префрлање на други извори на газ значи дека треба да се промени инфраструктурата, нели не е истиот тип на газ и така натаму. Ова е исто така резултат на притисокот од Унгарија. Унгарија нели стави на знаење дека не може така да стави крај на увозот на нафта, уште помалку на газ. Така што мислам и дека тоа ја натера Европската комисија сега да излезе со поголема финансиска поддршка за да може да се случи таа енергетска транзиција и факт мислам сите се свесни дека тоа енергетско прашање штом дојде зимата ќе биде едно од најгорливите прашања и може да биде извор на немири. Тоа го кажавме нели неколку пати. Покрај тоа исто така Европската унија повторно се вооружува
поради заканата од Русија, ќе има заедничко купување на оружје како што беше со вакцините, така што целосно се менува архитектурата на европскиот континент, не е таа што ја познававме до сега. Да, сведоци сме на тоа, на вистина. Како с целата таа работа ја коментира Европскиот парламент, Ања, бидејќи и тоа е во доменот на на твоето покривање како дописник на МИА од Брисел, од екзекутивните структури, извршните структури на Европската унија, каде што се разбира главните градови во Европа и во Унијата се оние кои што диктираат главно политиката, се спротивставени на оваа една шареногика, да кажем, составеност на Европскиот парламент, каде што може да се чуе се и се што. Па меѓу другото и ставовите околу Македонија. Како Европскиот парламент таму единството обстанува ли се уште по овие прашања како што беше пред 2-3 месеци? Види, по руското прашање, да, дефинитивно има секогаш има понекои радикални гласови кои што не се согласуваат, но се навистина минорни. Околу Македонија ќе видиме денеска се гласа фамузниот извештај на Кјучок, иако ја не би му давала премногу важност бидејќи е сепак само резолуција, но факта како што предупреди и ЕПИ дека за прв пат ќе биде еден вид преседан, ќе стои билатерализацијата на хартија и ќе може Бугарија на тоа да се повикува. Не е Европскиот парламент толку важен како институција, но ако се појави документ во кој што се билатерализира прашањето, им се дава аргументи на бугарите, треба да се види дали ќе бидат изгласани денеска тие амандмани, колку македонската дипломатија успеа нешто да промени. Не верувам дека нешто се смени, но сакам исто да кажам дека е проблематичен фактот што и покрај сета негова добра волја известувачот за Северна Македонија не требаше да доаѓа од Бугарија, и тука исто мислам дека е грешка на македонската дипломатија што не беше способна да антиципира на време кога се бира известувачите да лобира за други известувач од друга земја и покрај сета добра волја на Кјучок. Тој вчера беше пофален со најпофални зборови од пратеникот Джамбаски, кој што е нели под санкции во Европскиот парламент. Така што можеше подобро. Да, го гледавме Джамбаски, имавме можност да видиме едно клипче, не знам дали имаше прилика да го одгледаш како е растура трибината на Љупчо Георгиевски во Софија. Еден класичен провокатор, сме се изнагледале такви во 90-тите години кога се распаѓаше Југославија, од оние класични хушкачи, веројатно на платни списоци сегдека, меѓутоа со легитимитет на европски пратеник и така, при тој не многу интелигентен, ама затоа пак оваа вештина на политички провокации баш како што треба ја употреби и ја растури на крајот трибината. Беше занимливо да се види како Љупчо Георгиевски сето тоа го следи и веројатно со право си молчи, бидејќи идејата на Джамбаски беше да добие некаква реакција за да уште повеќе скандалот го направи поголем. Добро, Тања, за крај да те прашам, докаде сме ние во извештаите на Европската комисија, бидејќи тоа е нешто што константно се работи, се подготвуваат нови варијанти. Што е ставот на Европската комисија? И овде, да бидам искрен, се е сведено на ова прашање на спорот со Бугарија. Гледам дека македонскава внатрешна политика веќе се по-жестоко ја форсира ова отворен Балкан идеја, па не знам што, тоа не требаше да биде замена за Европска унија, ама очигледно дека ќе биде замена за Европска унија и така натаму, бидејќи нема што друго се прави. Што вели Европската комисија во однос на нашите прочуени реформи? Дефинитивно беше многу позитивна Европската комисија преку комесарот Рейндерс. Вчера се обрати за време на дебатата за Македонија со сите можни пофални зборови, вклучително и за реформите, и за напредокот, и за добрососедските односи. Мислам дека во Европската комисија нема голема дилема околу тоа дека Македонија заслужува да оди напред и дека не треба да се билатерализира прашањето, но повторно и даде и рок. За прв пат имаше храброст да не каже што поскоро да почнат преговорите и таа нели досадна реторика, туку рече треба до крајот на француското претседателство да започнат, но и покрај тоа мукта останува во рацете на земјите членки и мислам дека Европската комисија пред се е свесна дека доколку повторно се соочи Македонија со вето, дефинитивно целата мотивација не само на Македонија, туку на целиот регион ќе пропадне и како што кажа Борел, може да следува голема криза во односите помеѓу ЕУ и Балканот, веројатно оправдано.
Тања Милевска, дописник на Мија од Брисел, онака прошетавме по неколку теми и баш ми е драго што се чувме, бидејќи убаво е да некои тие работи се објективизираат со некакви бриселски погледи, оти ние овдека сме една сепак балканска провинција во која што работите делуваат од наш ракурс многу по локално и многу по како да кажам со ограничени достреди. Тања благодарам, Дејан благодарам за утринскиот брифинг на меѓународни теми.